Охридскиот регион ги исполнува критериумите да заврши на листата за грозени светски наследства или наследства во опасност. Ова го нотира УНЕСКО во нацрт верзијата на најновиот извештај кој ќе го адресира до македонските власти. За УНЕСКО и понатаму неголема пречка седи во градбите, засилената урбанизација и узурпација на природното и културното наследство во регионот. УНЕСКО ги критикува властите дека многу бавно ја спроведуваат акцијата на уривање на дивоградбите. Забележува узурпација на куќите во стариот дел на Охрид, но евидентира и зголемено загадување на Охридското езеро. Сепак подетално околу строгите препораки и забелешки на УНЕСКО испишани на 123 страници ќе слушнеме во прилогот во продолжение. Сериозно се влошила состојбата на урбаните, руралните и природните предели и нивната универзална вредност. Властите покажаа напредок, но недоволен, поради што подрачјето ги исполнува условите да биде впишано на листата на светско наследство во опасност. Ова се клучните зборови на УНЕСКО организацијата испишани во нацрт верзијата од извештајот за Охридскиот регион. Многу бавно се уриваат постоечките, а во меѓувреме се градат нови дивоградби. Урбанизацијата со недозволиви материјали во старото јадро на Охрид и крайбрежјето и покрај критиките не запрела, смета УНЕСКО, и препорачува да се воведе целосен мораториум за градба, да се забрза постапката за уривање на хотелот во Лагадин, да се отстранат сите тенди, клима уреди, сончеви колектори на куќите во Стар град и околу црквите. УНЕСКО остро критикува и запатеката кај каналот Студенчишта. Незината изградба ја прекинала врската меѓу блатото и езерото и бара таму веднаш да се интервенира и исправи состојбата. Критики има и за загадувањето на езерото. Организацијата алармира и дека недоволна е ревитализацијата на колекторот. УНЕСКО бара отчет и за ТИРС зоната меѓу Охрид и Струга. Властите да образложат како е направена и што ќе се гради на таа локација. Бројни забелешки се нотирани и за Струга, од тоа дека во оваа општина не е срушена ниту една нелегална градба, до тоа дека Струшкото крајбрежје се наоѓа во очајна состојба. Од 2014 година наваму, ова е трет заклучок на реактивната мисија, во кој стои дека регионот ги исполнува условите да стане загрозено светско наследство. Од општина Охрид велат дека веќе ги напишале коментарите на забелешките на УНЕСКО и дека истите ќе ги испратат во дадениот рок. Повеќето се сведуваат на тоа дека властите ќе останат посветени кон исполнување на препораките. Првпат по 17 години беа спроведени низа активности за отстранување на бесправни градби во делот на крайбрежниот потек и на неколку други локации. Активностите за отстранување на диво изградените објекти ќе продолжат и во текот на следниот период. Сите градби кои представуваат опасност за регионот и се во спротивност на режимите на заштита ќе бидат отстранети. Најавите се дека кон крајот на месецот ќе продолжи уривањето на плажите. Инаку документот е во нацрт верзија и е испратен за коментари од надлежните институции во државава. Врз основа на коментарите и постоечкиот документ, Центарот за заедничко светско наследство на УНЕСКО треба да изготви нацрт одлука, која заедно со извештајот ќе се дебатира на ниво на Комитетот за светско наследство. Во нормални околности конечната одлука би требало да се очекува во јули оваа година, но неизвестно е дали ќе биде така со оглед на пандемијата со вирусот COVID-19. Каква ќе биде конечната одлука и дали регионот ќе заврши како загрозено светско наследство ќе се знае на следната сесија на УНЕСКО. Во меѓувреме, експертите и екологистите и понатаму остануваат на ставот дека ставањето на таа црна листа или на листата на загрозени светски наследства ќе допринесе само кон побрзо и поефикасно исполнување на препораките на организацијата.